Добро вечер во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Трамп во живо ја следел војната операција во Каракас. Мадуро го чека судење. Пренесен во прифатниот центар Бруклин. Соединетите Американски држави привремено ќе управуваат со Венецуела. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Европската унија повика на внимателност и почитување на меѓународното право. Македонија стои зад стратешкиот партнер. Апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Повеќе постапки против висока корупција и проверка на имотот на функционерите. Приоритети за првиот антикорупционер Адем Чучулј. Има просто да ја зголемиме нашата проактивност. Скопјанка смртно прегази пешак во Волково. Лишена е од слобода. Жители на Волково алармираат. Нема тротоари, нема ништа, брзо се вози. 14-годишно девојче од Швајцарија досега најмалата идентификувана жртва од пожарот во Кран Монтана. Апсолутно стоиме до потезите на Соединетите Американски држави. Тие што денеска коментираат дека ова е преседан, молчеа за Македонија. Одговори денеска премиерот Мицкоски прашан за државната позиција во однос на приведувањето на венецуелскиот председател Николас Мадуро од страна на САД, кое министерот Муцунски вчера го поздрави. Наспротив, воздржаноста на дел од европските држави и нивната позиција дека со акцијата се поткопува меѓународното право. Преседанот е направен уште кога се менуваше знамето на оваа држава за да биде земја членка на Обединетите нации, кога се менуваше уставот, кога се менуваше уставното име, кога се лажеа луѓево дека за рокот 3-4 години ќе станеме земја членка на Европска унија, кога ќе станеме земја членка на НАТО и така натаму, тоа се вистински преседани. А дали ова вие што кажувате е преседан или не, ние како влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Но нема ниту една резолуција на Обединетите нации за да се случи вакво нешто. Имаше и хашка пресуда дека не треба да се блокира Македонија, па се блокираше, па тогаш имаше громогласна тишина од сите тие што денеска коментираат. По акцијата на САД во Венецуела на Фејсбук се огласи и лидерот на Дујали Ахмети. Нашата непоколеблива поддршка кон нашиот стратешки сојузник, Соединетите Американски држави, била и останува јасен и исправен избор, порачува Ахмети. Го поддржувам лидерството на председателот Доналд Трамп и ангажманот на САД во спротивставувањето на авторитарните режими и криминалните структури кои ги загрозуваат слободата, демократијата и глобалната безбедност. Нашата историја не научи дека кога Америка води со решителност, слободата победува. Кога Америка стои силно, стоиме силни заедно, вели меѓу другото Ахмети. Данскиот амбасадор во Соединетите Американски држави Јеспер Молер Серенсен реагирал на објавата на десничарската подкастерка Кейти Милер, која е сопруга на заменик шефот на Трамп за политика Стивен Милер, откако таа синоќа споделила мапа на Гренланд на мрежата X со американско знаме и на која оставила кус коментар. Наскоро. САД и Данска се блиски сојузници и треба да продолжат да соработуваат. Безбедноста на САД е и безбедност на Гренланд и Данска. Гренланд е веќе дел од НАТО, истакнал Серенсен, додавајќи дека двете земји веќе тесно соработуваат на Арктикот. Во 2025 година Данска ги зголеми средствата за одбрана на 13,7 милиарди долари, токму за безбедноста на Арктикот и Северниот Атлантик, додал данскиот амбасадор во САД и потенцирал дека очекува целосно почитување на територијалниот интегритет на Кралството Данска. Бугарија го негира македонскиот јазик. Премиерот Мицкоски денеска изјави дека Софија го оспорила акцискиот план за малцинства затоа што бил на македонски. Со ова, вели Мицкоски, се случило тоа за што ги предупредил партнерите од Брисел, дека земјава и да го направи најдобриот акциски план. Истиот ќе биде одбиен од Бугарија. Врвен експерт, италијанка, учествуваше во изготвувањето на овој акциски план, призната. Како тие го кажат, така го направи. Акцијскиот план и содржината на истиот.
Потоа добивме телефонски повик од Брисел, вели дајте го на Бугарија ден однапред, еве да покажете добра волја. Така направивме. Го дадовме ден однапред. Сега им сметало што е на македонски јазик. На македонски јазик во меѓународна употреба согласно устав е официјален јазик македонскиот јазик. Јас не можам како претседател на влада, ниту пак министерот да го крши уставот. Ако они мислат дека ние ќе го испратиме на друг јазик, ние немаме друг јазик согласно уставот, а тоа е македонски јазик, а тие уште еднашка покажуваат дека нема врска малцинството или бугари во устав. Има многу подлабоки корења нивните барања и многу подлабоки се проблемите и уште еднашка покажуваат дека нивната намера е сосема поинаква. И жалам уште еднашка што испуштија шансата да покажат дека се добри соседи. Повеќе постапки против висока корупција и проверка на имотот на функционерите. Приоритети за првиот антикорупционер Адем Чучулј. Има простор да ја зголемиме нашата проактивност. Синоќа во Скопско Волково во тешка сообраќајна несреќа животот го загуби 60-годишен пешак. 40-годишната жена која го управувала мерцедесот и која удрила во пешакот кој починал на самото место е лишена од слобода. Деталите од Афродита Рамос. 60-годишен пешак вчера вечер токму на ова место беше смртно прегазен од возач на возраст од 40 години. Локалните жители велат дека на ова улица се вози пребрзо. Нема сигнализација, ниту пак лежечки полицајци кои би ги натерале возачите да ја намалат својата брзина. Несреќата се случила во 20 часот и 55 минути на улицата 100 во селото Волково, кога прегазениот бил удрен од Мерцедес со скопски регистарски ознаки, информира од МВР. На 4.1.2026 на 45 минути по полнок во село Волково Скопско, полициски службеници ја лишија од слобода 40-годишната МС од Скопје. Од здобиените повреди, пешакот ГИ починал на местото, а лекар од итната медицинска помош констатирал смрт, велат од МВР. Само неколку метри подоле од кобното место има градинка и автобуски постојки, но нема пешачки премини, ниту пак тротоар од едната страна на улицата. Локалните жители кои се приморани да пешачат или да ги туркаат детските колички по самата улица, секојдневно стравуваат за својата безбедност. Зад камерата тие раскажаа дека само кратко време откако пешакот бил прегазен, се слушнали и удари на автомобили во куќиња, а вела дека во овој дел на населбата се уште нема поставено камери од Safe City. Овдека е многу опасно. Ја ви кажем искрено, со фамилија, со деца овдека, нетно за мало не у ограда. У ограда се набисме со децава, толку брзо возат да е чудо. Нема тротоари, нема ништа, брзо се вози, нема полиција. Жива среќа што жена избега со дете. Ке утепаше да се стави подхитно лежечи полицајци. Ако нема овде лежечи полицајци да се успори, значи овде народ ки гине. Од општина Ѓорче Петров тврда дека улицата која неодамна е асфалтирана е под надлежност на градот и апелирале до МВР уличната сигнализација да биде побрзо поставена. Местните жители пак велат дека доколку за скоро време тоа не се направи, ќе дејствуваат преку петиција. Државниот завод за статистика бележи фрапантни податоци за 4 години, од 2021 до 2024. Во државава имало над 17.000 сообраќајни незгоди и над 27.000 повредени, од нив над 600 загинати. Надлежните најавија дека системот за автоматска контрола на сообраќајот Безбеден град или Safe City ќе стартува на 1 февруари и очекуваат дека овој континуиран раст на опасности во сообраќајот ќе биде значително редуциран, а Safe City за 2 години целосно да ја покрие државата. Владата ќе ги зголеми глобите за маркетите кои нема да го почитуваат законот за нефер трговски практики, а законите за повисоките казни за маркетите кои не ги почитуваат апелите за цените ќе се најдат пред пратениците во првите неколку месеци од годинава. Сандра Спасовска со деталите.
Владата ќе ги зголеми глобите за маркетите кои нема да го почитуваат законот за нефер трговски практики. Премиерот Христијан Мицковски вели не може профитот да е пред граѓаните. Одговарајќи на новинарско прашање на отворање на новата детска градинка во општина Сопиште, Мицковски рече дека очекува во првиот квартал од годинава во собранието да бидат доставени законските измени со кои ќе има драстично зголемување на паричните казни. Во моментов, според сегашното законско решение, највисоката казна за непочитување на законот за нефер трговски практики е 20.000 евра. Во периодот кој што следува се разгледува тоа, но имаме и други приоритети што се веќе во собранието, посебно реформската агенда, така што очекувајте во овој прв квартал, ајде едно пошироко толкување да сето тоа биде во рамките на парламентот. Според Мицковски, апелите и предупредувањата не дале резултати и одредени трговци и натаму вели го ставаат профитот пред граѓаните. Уште еднаш најави жестоки мерки против одредени трговски ланци кои вели пробуваат да го изиграат законот. Како влада не сме љубители на репресивни мерки, веднаш. И цело време во моите изјави јас се обидувам да испратам порака до тие кои што се однесуваат незрело, неодговорно и лакомо. Тоа што порано беше некаков процент во форма на работа или не знам, денеска е маркетинг услуга, услуга за истражување на пазар и така натаму. И тоа полека, но внимателно го документираме и го следиме. Кога ќе бидеме целосно подготвени, а мислам дека наскоро тоа ќе се случи, ќе почнеме да превземаме жестоки мерки. Очекувањата се дека податоците кои Заводот за статистика ќе ги објави за неколку дена, ќе се однесуваат на инфлацијата во месец декември, ќе бидат во надолна линија. Владата останува на ставот дека годишната инфлација според проекциите во 2026 ќе се движи помеѓу 2 и 3%. Пред неколку дена, министерот за економија Бисер Дурмиши рече дека во текот на следната недела ќе имаат анализа за тоа какви цени плаќале граѓаните за време на празниците. И уште еднаш повтори дека нема да толерираат, како што рече, девијантно однесување, но што ќе покажат податоците и како ќе постапат надлежните, Дурмиши рече, ќе се знае идната недела. А сега одиме со најавеното интервју со новиот председател на антикорупцијската комисија Адем Чучул. Со него разговара Јана Јосифовска. Господин Чучул ве избра за нов председател на антикорупцијската комисија, но со оглед на тоа како заврши вашата предходничка и според досегашното постапување, дали сметате дека овој состав на антикорупцијска кој сега го предводите има кредибилитет да ја води една од најважните битки, борбата против корупцијата во Македонија? Дефинитивно да. Значи, најважно од се, покрај тоа што се случи со претходната председателка, овој состав на комисијата продолжи покрај сите предизвици континуирано да работи. Сега сме екипирани, значи комплетна е комисијата и сметам дека со искуството што го имаме, можеме да продолжиме да ги спроведуваме нашите законски надлежности. Во секој случај интегритетот на личноста, односно секој што е избран, особено за член на комисија и председател, треба да зрачи со интегритет, односно да бидеме пример за интегритет во насока на поттикнување на интегритетот во другите институции. Дали сегашниот состав ќе има храброст да отвора повеќе случаи за висока корупција? Верувам да. Значи, извештајот на Европската комисија детектира неколку слабости. Начелно, борбата со корупцијата констатира дека нема напредок во изминатата година. Во однос на нашата комисија, има детектирани клучни недостатоци, да речам, кои треба да се подобрат во наредниот период. Едно е транспарентноста, значи не викам дека моје мислење дека комисијата е транспарентна, еден од најтранспарентните органи. Но во секој случај треба нашата работа повеќе да биде присутна во јавноста. Од друга страна, во однос на проактивноста, сметам дека нашата улога во системот за борба против корупција е иницирање постапки, односно нагласување во јавноста на негативните појави во општеството. Во таа насока сметам дека има простор да ја зголемиме нашата проактивност и особено значајна надлежност во делот на следењето на имотната состојба. Таму неколку години извештајот на Европската комисија, извештаите на Греко повикуваат на подлабинска проверка и поголем број на проверки. Долго се зборува за закон за потекло на имот и претходниот состав на антикорупцијска прилично беше гласен дека е потребно такво нешто, но тој никако
не го гледа светлото на денот. Нашата надлежност, ние пред се треба да се сосредоточиме на нашата надлежност, поголем број на изјави за имотна состојба да бидат предмет на проверка. Во таа насока ќе можеме повеќе слабости да утврдиме. Најважни приоритети би требало да бидат не само за нас, туку и за државата, развивање, односно унапредување на нашето софтверско решение со поврзување на повеќе бази на податоци, веднаш да се детектираат случаите на енормно збогатување, односно стекнување на имот кој со реалните приходи не можел да биде стекнат. Втора значајна работа во тој аспект е што со заживување на целосно заживување на тоа софтверско решение, од една страна ќе имаме проверка на имот, од друга страна ќе спречиме кумулација на функции. Ресурсите на антикорупцијска комисија се на некаков начин ахилова пета исто така на институцијата, иако имате законски овластувања, вашата реална моќ секако зависи од солиден кадар, повеќе пари, технологија, области каде што постојано алармирате дека постои дефицит. Ќе инсистираме, иако постојат ограничувања во Законот за административни службеници, да се спроведе таа функционална анализа на реалните потреби, од причина што без соодветни кадровски промени во комисијата, односно екипирање, не можеме целосно да ги извршуваме надлежностите. Втор аспект е буџетот. Буџетот не е ограничен. Оваа година е за пример во однос на претходната, мислам дека над 10 милиони не е скратен, место да не биде проширен. Зошто имате ли официјално обяснување? Немаме, ние во предлог буџетската барање, ние бараме буџет за реални наши потреби, но од тоа што го добивме не е во рамки на очекуваното. И трето, поврзано пак со буџетот, дигитализација. Поголема дигитализација, помалце потреба од човечки ресурси. Во однос земете на имотна состојба најважно. Треба согласно законот да бидеме врзани со 17 бази, ние сме само со 5 нецелосно. За да бидеме целосно оперативни, ни треба соодветна поврзаност. Во таа насока имаме ИПА проект кој е активен, до 2028 треба да се реализира, но повторно во тој дел имаме ограничување, бара делумно, односно одреден процент финансирање од државата, што повторно го немаме. Така да за ефикасна борба против корупција потребни се ресурси од било кој аспект, но најважни буџетските. Кога планирате да објавите националната стратегија за следниве 4 години? Знам дека ја подготвувате и колку со неа ќе се подобрат слабостите, да кажеме, од претходната за борбата за корупцијата? Направивме анализа на причините за слабата реализација, која е основа за изготвување на новата. Бидејќи сите меѓународни документи извештаи бараат ефикасно спроведување на мерките од национална стратегија. Се работи интензивно, во завршна фаза сме со работилници по сектори, новата ќе биде поинклузивна со помалку сектори. Ќе бидат детектирани се 7 клучни сектори, во кои ќе бидат предвидени мерки и активности кои институциите ќе треба да ги спроведат. Истите институции кои учествуваат во фазата на нејзина подготовка. Клучно за спроведување на национална стратегија е политичка волја и редовни расправи, надзорни расправи на собранието на владата, кои имаат механизми да ги притиснат органите да ја спроведат таа стратегија. И најважен фактор, прв пат ќе имаме фискална проценка на колку ќе чини исполнувањето на националната стратегија, со експертска помош ќе се изготви и да имаме реална алокација во буџетите на соодветните институции. Повторно, без соодветни буџетски средства, џабени се мерките. Се надеваме дека оваа стратегија ќе придонесе и поголем поттик во општеството, да ги притиснеме органите, да ги преземат, односно реализираат обврските кои ги презеле со новата стратегија. Толку во централното издание на вестите, бидете со нас и во вечерните во 20 часот и 45 минути. Пријатно.